Во Вардарскиот плански регион припаѓаат 9 општини, од кои 4 се рурални. Од вкупното население во овој регион, 41% припаѓа на руралните средини, а од нив 47% се жени. За жал, во Република Северна Македонија се уште има огромен јас во однос на еднакви можности и еднакво учество на мажите и жените на сите нивоа, почнувајќи од извршната и владеачката власт на национално и локално ниво, телата за донесување одлуки, социјалната заштита, вработувањето и слично. Овој јас е многу поголем и забележителен во руралните области, каде жените се буквално маргинализирани во секоја смисла. Работата на терен покажува дека постои двојна дискриминација кај оваа категорија жени, и затоа што се жени, и затоа што потекнуваат од руралните области. Во изминатите 10 и повеќе години, иако има напредок, сепак нема значителна промена во надминување на секојдневните проблеми и потреби кои што ги идентификуваат жените, пред се, бидејќи мажите не ги признаваат како проблем на кој треба да влијаат и да се решат, а ја имаат моќта на одлучување. Маж, например, недостигот на вода не го смета за проблем, затоа што во рамките на семејството родовите улоги се уште традиционални, а со тоа и стереотипни, поради фактот дека жените се уште тие кои го носат главниот товар околу домашните обврски, па чиста вода е нивна главна потреба. Жените од руралните средини во Вардарскиот регион не ги знаат нивните основни човекови права и концептот на родова еднаквост. Немаат пристап до информации на локално ниво, немаат здружение на жени, не се состануваат да разговараат за проблеми и преземаат иницијативи, но оставаат се на мажите да одлучат. Бидејќи, како што велат, срамота е сама да преземам нешто. Не сум отишла и некако, како сама, например, ми е срам и така. Не е лесно. Не сум запознаена со ништо и така. Соодветна позиција и улога на жените во руралните области, како и нивното вклучување во заедницата, е од особено значење во воспоставувањето одржлива социјална структура на руралните заедници, развојот на локалната заедница и ревитализацијата на локалната економија, и игра голема улога во одржлив и стабилен развој на руралното подрачје и локалната заедница. Поред достапни документи, стратегии и програми кои се однесуваат на руралните жени, може да се забележи дека воопшто нема или има, но во многу ограничен обем, политики за интеграција на жени од рурални области во различни сфери на социјалниот живот. Тука, секако, е проблем и ниското ниво на информираност на жените, како и невклученоста во местната заедница. Па, имат тие што се таму, мислам, местна заедница, тие имат. Ние сме обични, и синот, и он е таму близко нешто, оде и у школото е у... Ми таму присуствува како член на конференциите на кога не треба. Не е дошло ред така директно да одиме до градоначалник. Не, значи не е многу тешко, можеме да дојдеме до информација. Ама нема кој да се слуша и нема кој да дојде да га презема оваа одговорност по урбаните места. Не е само во Рубинци, тој спаѓаат многу села. Кој ќе ни каже? Ај кој ќе не пушти? Не може, лично сами не можеме преку нив не може. Затоа, повеќе од потребно е директна работа на терен со жените од руралните средини, активно да се охрабруваат и мотивираат и континуирано да се вклучуваат во планирањето и управувањето на различни нивоа во локалната заедница. Потребно е и повише жените да се уклучат од село, пошто од урбаните места многу не ги третираат по градот. По ги изостават за сите работи. Не е само за школа, за се, значи урбаните места са
поназад од градски и да се одржуе некои состанци бар у месецот 2 пати да биде, тоа многу корисно ќе биде. И зашто имамо проблем у село? Не е само пошта, само за вода. Заради тоа, Организација на жените на општина Свети Николе преку проектот Јаки жени, ја јакнат заедницата, има за цел да придонесе кон создавање можности за поголема вклученост на жени од рурални области во различни нивоа на социјалниот живот во заедницата. Во рамките на проектот, жените од руралните средини Горобинци, општина Свети Николе, Корешница, општина Демиркапија и Иванковци, општина Велес, беа вклучени во едукативни и информативни работилници за основни човекови права и права на жените и собственото ментално и физичко здравје, истражување за нивото и начинот на информираност, како и тренинг за стекнување знаења и вештини за лидерство во заедницата. Жените кои беа дел од активностите со големи впечатоци зборуваат за истите. На работилници си поминаме многу убаво дружење, прееме проекти, вежби. Многу убаво се поминаме. Да има повеќе така дружба. Јас би сакала многу. Па сите ми беа убави. Не ние да се собереме треба до местната заедница, па до градоначалникот да ни одобри и така да биде нешто поубаво за нас како жени од рурална средина. Треба дружба и поддршка. Истиот град што бемо, на тие двете придружби со повише од страна луѓето што беа, имаше од Иванковци и од други места. Значи многу убаво беше. Тие работилници сите што бемо, се е добро, се е уред беше, со многу народ, повише народ имашемо, значи проекти кои да по село што ни фали на нас, ние да ги скажемо тоа, за да ние стигнемо до градоначалникот, за да можеме да решимо некој проблем у село, беше многу добро. Добро си беше многу. Дружба, убаво, женава се објасни на многу убав начин. Немам зборови што да кажа тај Даниела. Од убаво жената ми кажуваше. Поставимо прашања и на полак начин ни објасни жената. Немам зборови жената. Се сеќаме како, значи, кога се дружиш, до кој треба да отидеш, како да се сдружат жени, да отидат, што прво кога треба нешто, како треба да постапиме. Поради новонастанатата ситуација со пандемијата, годинава дел од активностите со овие жени мораше да бидат одложени и не се реализираа. Но кај жените постои расположение и мотивација и понатаму да продолжиме со активности, каде ќе се мотивираат повеќе жени и девојки да се вклучат во истите. Наредното, кога би било, прва прилика би одела јас, за да видим. Сакам да се дружам, например. И сакам и ќе продолжам колку што можам. Да. Сакам да бидам активна во се. Мислењето ми е одлично, сакам и јас би учествувала со нив, за да видиме како соработуваат. Значи контакт со жените и од друго место, и од Свети Николе, и сето они што га репрезентира, што га ние на некој начин совладува. Многу почесто да биде, за да има да се реши. А ако годината еднаш и 2 пати, ништо. Тоа останува така. Штом ти има повише комуникација со народ, нешто ќе научиш, нешто ќе чуеш, нешто ќе се реши, нешто и ќе се реши, а дома нема ништо. Да се собереме, да отидеме до градоначалник, едноставно знаеме како да се поднесеме. Жените од руралните средини се вредни и значајни за развојот на заедницата. Затоа, тие треба да бидат повидливи, повклучени, поприсутни, со еднакви можности и соодветен пристап. Тоа ќе го постигнеме со поголема информираност, континуирана едукација и здружено делување. Проектот Јаки жени ја јакнат заедницата, финансиски е поддржан од фондацијата Квинна тил Квинна, Шведска.
Овој материјал е целосно или делумно финансиран од Шведската агенција за меѓународен развој со работка СИДА и Квинна Тил Квина. СИДА и Квинна Тил Квина не мора да се согласуваат со изразените мислења. Само авторот ОЖСВН е одговорен за содржината.